Драги ученици, добре дојдовте на часот по музичко образование за второ оделение. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев од Бетово. На денешниот час ќе учиме да изведуваме едноставно оро, односно ќе ги научиме чекорите на правото оро. Што знаеме за народните ора? Ајде да ја разгледаме оваа фотографија. Што прават децата на фотографијата? Така е. Сигурно воочувате дека тие играат народно оро. Кога играме народни ора? Народните ора ги играме на различни свечености, веселби, свадби, но исто така и на различни приредби и манифестации. Како се фатени играорците во орото? Добро воочивте. Тие се фатени за раце. Кој ги смислил чекорите на народните ора? Дали мислите дека тоа е еден човек или повеќе? Чекорите на народните ора ги смисел народот и тие се пренесуваат од генерација на генерација. И за крај, во што се облечени играорците? Добро забележувате. Тие се облечени во народна носија. Сега ќе започнеме со изучување на чекорите на правото оро. Ќе биде можно лесно, има само 6 чекори, но треба внимателно да ги следите чекорите кои што јас ги изведувам и инструкциите кои што ги давам, а потоа вие да повторувате по мене. Започнуваме. Дали сте подготвени? Телото треба да ви биде исправено. Започнуваме со десна нога. Која ви е десна нога? Ајде ја подигнете. Ете така. Сега одиме со десната нога, чекор надесно и броиме 1. А потоа левата нога ја поставуваме пред десната и погледот го вртиме на десно и броиме 2. Ајде сега уште еднаш да ме следите. 1, 2. Ајде сега вие со мене заедно, дали сте подготвени? Почнуваме. 1, 2. Така. Сега што сме во оваа положба, сега треба третиот чекор да го учиме. На третиот чекор, повторно десната нога е на десно, а левата нога ни е пред десната, погледот повторно ни е на десно и броиме 3, 4. Ајде, уште еднаш да ви покажам. 3, 4. Ајде вие со мене заедно, сите во оваа положба и почнуваме. 3, 4. Така, ајде сега да ги повториме 4 чекори од почеток. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ајде уште еднаш. Подготвени сте? Почнуваме. 1, 2, 3, 4. Така, ученици, сега штом сме во оваа положба на четвртиот чекор, сега левата нога ја поставуваме на левата страна, а сега десната нога ни е напред, пред левата и погледот ни е кон лево. И броиме 5, 6. Ајде уште еднаш да видите како тоа ќе изгледа. 5, 6. И уште еднаш, наместете се во оваа положба, да пробаме заедно. 5, 6. Така, ајде сега да ги поврземе 6 чекори од почеток. Дали сте подготвени? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ајде уште еднаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега два пати ќе ги поврземе овие чекори, односно два пати по 6 чекори ќе направиме со поврзување. Дали сте подготвени? Ајде, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одлично беше. Дали знаете дека додека изведуваме народно оро можеме и да пееме? Какви песни се пеат додека се изведува народно оро? Се разбира дека сте го прави. Народни песни. Сигурно ја знаете
народна песна Македонско девојче. Сега ќе пробаме, ќе се обидеме да пееме, но и да ги изведуваме чекорите на право долу. Може да се обидеме, но овој пат рацете ќе ги ставиме на половина. Внимавајте не само на чекорите, туку и на погледот. Може да започнеме? Ајде! Македонско девојче, итка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Одлично, ученици. Сега ќе ги пробаме чекорите на правото оро и со музика. Но јас се сетив и на една мала кореографија додека играме. На почетокот, кога има инструментален дел, рацете ќе ги подрачиме, а потоа ќе ги превиткаме во лактовите и треба да гледаме во дланките кога ќе се свртиме со главата. Ете вака. Додека трае инструменталниот дел во воведот, ние ќе се движиме десно и лево со телото, следејќи го ритамот на музиката. Потоа ги изведуваме чекорите на народното оро, правото, како што ги учевме, но кога ќе дојде следен инструментален дел, тогаш на ист начин ќе ги изведуваме првите 4 чекори, но потоа на 5, 6, 7 и 8 ќе се свртиме на левата страна. Еве, вака ќе биде тоа. Прво рацете ни се на половина и броиме. 1, 2, 3, 4. Рацете ги поставуваме вака, како што ви покажав претходно, и се вртиме на лева страна. 5, 6, 7 и 8 доаѓаме во првовидната положба. Ајде уште еднаш да пробаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ајде уште еднаш со мене. Не е тешко, нели? Ајде, почнуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одлично. Можеме да започнеме со музика.
ги научивте чекорите на правото оро. Народните ора деца се дел од нашето културно наследство. Трудете се да научите што повеќе народни ора и да ги пренесувате на генерациите што доаѓаат. На тој начин ќе го зачуваме нашето културно богатство. И посакувам убав ден. До гледање, ученици!